Па добро, мислам дека одигравме меч со две различни полувремења. Во првото полувреме целта беше да влеземе малце попредпазливо, а она што го видовте во второ полувреме беше цел и без разлика на резултатот. Ние сакавме да влеземе во егал, но примивме еден гол по прекин, што е недозволиво, и сантиметрите на вар одлуките прво полувреме беа на страна на Украина. Голот што го постигна за неколку сантиметри не беше опсајд, а од друга страна на Горан Пандев исто така за неколку сантиметри голот беше поништен поради вар, но веќе во второто полувреме покажавме зошто сме на европско првенство, покажавме дека оваа Македонија има квалитети, дека заслужено на европско првенство, а кога вашите навивачи ќе ве испратат со еден громогласен аплауз, тогаш покажува дека навистина сте одиграле добар надпревар. Нас ни останува криво што не беше тоа заокружено и со позитивен резултат. Не, јас кажав дека да, победени сме, но не сме поразени. Затоа што моите фудбалери покажа дека заслужено се во европскиот крем и заслужено се дел од европското првенство, и кажав дека само така треба да продолжат како што одигра во второто полувреме и против големата Холандија за 4 дена. Па добро, јас надпреварот трае 90 минути и нормално дека целта беше да влеземе попредпазливо, онака како што ги игравме последните надпревари, и за жал примивме гол од корнер. И кажав и на претходното прашање, и сантиметрите беа на страна на Украина, бидејќи нивниот гол за неколку сантиметри не беше, а од друга страна на Горан Пандев голот поништен исто така за неколку сантиметри не беше признат. Но веќе во второто полувреме ја видовме онаа вистинска Македонија и она зошто сме тука на европско првенство. Така да секоја чест за момците за одиграното за второто полувреме, и уште еднаш покажа дека заслужено се тука на европско првенство. Како што и кажав, кога и публиката ќе ве награди со онаков аплауз, тогаш покажува дека навистина сте одиграли добар меч. Па секако дека фудбалерите се навикнуваат на тој притисок, и сами видовте дека за разлика од оној прв надпревар кога имаше малце и прво полувреме, веќе во второто полувреме комплетно растеретени, и тоа беше онаа вистинска Македонија, така да дали има поголем мотив од тоа да играш на европско првенство и да играш против една Холандија. Ја мислам дека нема, и тоа ќе биде исто така надпревар за едно добро представување на Македонија, а се надевам дека покрај и добрата игра ќе успееме да стигнеме и до првите бодови на едно европско првенство. Па мислам дека и ако добро го гледавте надпреварот и добивте и одговор. Значи од 25-та минута ние променивме формацијата и Стефан Ристовски си играше на онаа класична десен бек, Бобан Николов влезе во средината, веќе кога ги потенцирате тие фудбалери. Како да одиграме, онака како што одигравме второто полувреме. Значи мислам дека веќе нема потреба од никаква бариера кај фудбалерите. Сватија дека можат, сватија дека имаат квалитет, и едноставно без разлика што Холандија е апсолутен фаворит на тој надпревар, ние одиме на тој надпревар да се надигруваме и, како што кажав, да пробаме да стигнеме до позитивен резултат.